почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, денес, трет ден на пленарна седница, го разгледуваме предлог буџетот за 2024 година и можеме да констатираме само една добра работа, која што е поврзана со овој буџет, а тоа е дека овој предлог буџет, кој што е поднесен овдека во Собранието на Република Македонија, е последен во овој состав, предводен од ДУИ и помалиот коалиционен партнер СДСМ. Овие талентиви од власта веќе 7-ми пат креираат буџет кој што расте, а со тоа расте и сиромаштијата во државата. Обичниот граѓанин ги нема основните критериуми за достоинствен живот, почнувајќи од исхрана, лекови, облека, затоплување и така натаму. Ако се спореди бруто домашниот производ по глава на жител во Македонија, каде што растот е приближно 20%, се гледа дека заостануваме за сите држави во регионот, каде имаат раст и до 50%. Односно, да заклучиме, сме најсиромашната држава во целиот овој регион. Ако подлабоко ја анализираме реалната ситуација во земјава, земајќи ги во предвид сладкоречивите изјави и изливи на министерот за финансии, буџетот за 2024 година можеме да го окарактеризираме и слободно да кажеме дека не е во согласност со реалноста, дека е нефункционален, најмалку е развоен и во насока да креира успешни стратегии, политики и економии или да ја намали моменталната криза која што практично чука пред секое македонско семејство. Наместо ДУИ и СДСМ, како влада која што треба да се грижи за доброто на своите граѓани и да создава услови на развој на општеството, очигледно не се ни свесни со кои предизвици се соочуваат луѓето денес. Никогаш не било полошо. Буџетот по 7-ми пат не е направен за оние кои што треба да служи, да ги задоволи нивните потреби и барања. Или накратко речено, гласот на обичниот граѓанин не допира до владата предводена од ДУИ и помалиот коалиционен партнер СДСМ. Почитувани граѓани, буџетот за 2024 година не е развоен. Или накратко кажано, буџетот за 2024 година има форма, но суштината за жал се изгубила во преголемите апетити на овие кои што самите го искреирале. Дека истиот е направен на нетранспарентно, говорат низата реакции на здравствените работници, судската и обвинителската администрација, вработените во Фондот за здравствено осигурување, вработените во јавните предпријатија, синдикатите и останатите од целата армија на незадоволни граѓани кои што очекуваа зголемување на нивните плати за да можат да закрпат крај со крај и да преживеат. Бидејќи и со овој буџет кој што тежи 5,6 милиарди евра, за нив ќе има само трошки, додека големите залаци ќе ги јадат оние кои што истите го креираат овој буџет. Во овој буџет нема пари за овие кои што се на улица и протестираат за достоинствен живот. Во овој буџет нема конкретни мерки за стабилизација на економијата и нејзин напредок. Во овој буџет нема конкретни мерки за домашните компании, ниту пак стимулативни мерки за поголем број на странски компании и инвестиции. Овој буџет е крајно популистички и е направен само и само за задоволување на апетитите на властите и секако во предизборен период за да освоите некој глас повеќе. Дека предлог буџетот за до година е развоен и скроен за потребите на граѓаните и за македонската економија е само препознатлива фарса и фраза која што властите редовно ја употребуваат кога креирањето на буџетот е во прашање. Но од тоа што е содржано во истиот нема да има баш ништо, бидејќи однапред се знаат сите чекори на оваа неспособна влада. Што е карактеристично за буџетите на ДУИ и нивниот помал коалиционен партнер СДСМ? Кога буџетите на овие талентите од власта од ДУИ и СДС, колку нивните буџети се поголеми,
толку граѓаните се посиромашни. Значи, големината на буџетот расте пропорционално со растот на сиромаштијата. 5,6 милиарди евра. Тежок буџет наспроти 600.000 граѓани на работ од сиромаштијата, кои што едва и можат да скрпат крај со крај, кои се соочуваат со се повисоки цени во маркетите, повисоки цени на горивата, повисоки цени на електричната енергија, топлинската енергија, лековите и така натаму и така натаму. 5,6 милиарди евра. До сега најголем проектиран буџет со цел да ги задоволи високите апетити на елитата на власт, на двоецот ДУИ СДСМ. Бидејќи не видовме од претходните буџети дека нешто паметно е направено во државата, освен корупција, криминал, сомнителни сделки и така натаму. Од 2017 година оваа влада потроши досега скоро 30 милиарди евра, но се уште сме со најнизок стандард во регионот. За учениците нема учебници, за болните нема лекови, за пензионерите нема повисоки пензии, нема готови автопатишта, а ветувавте 500 километри нови автопатишта. А вие, кутрите, не можете да ги дореализирате ниту оние започнати проекти кои што ви беа оставени од претходната власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ. И со одреден степен на реализација. Нема нови училишта, градинки, спортските проекти, театри, музеи, канализации, водоводи, автопатот Кичево-Охрид, тапка во место. Па сега имате намера да го раскинете договорот, за да можете дополнително да и нанесете штета на државата. Поштата е во долгови. Јавното предпријатие Македонски шуми во долгови. Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна собственост се дави во долгови. Сите државни предпријатија тонат од година во година, а секоја година од буџетот се трошат се повеќе и повеќе пари. Ако на толкави буџети нема видливо, не е видливо каде парите се трошат од буџетите во овие изминати 6, скоро 7 години, поред се поставува прашањето. Граѓаните го поставуваат прашањето. Каде се парите? Парите завршуваат во джепови кај блиски од власта, роднини, кумови, снаи, керки, зетовци, наместо кај граѓаните. И без тронка срам и понатаму со огромен апетит си продолжувате со иста шема што ја насетуваме и во овој буџет за 2024 година. Главните проекти предвидени за оваа 2024 година се истите како и во претходните години, односно во претходните буџети, што говори дека за овие 6 до 7 години, колку што имате донесено буџети, во истите ги внесувате истите инфраструктурни проекти, капитални проекти, што значи дека за овие 6-7 години не сте реализирале ниту еден капитален проект. Така да буџетите на ДУИ и СДСМ се копи-пейст. Разликата е само во износите, односно во сумите. И апетитите, кои што се гледа дека од година во година растат и тоа поприлично. Почитувани граѓани, заради оваа криминална и неспособна власт на СДСМ и ДУИ, долго достигнува рекорди. И согласно тоа што е предвидено во овој буџет, без дополнителни, непредвидени задолжувања кои што без исклучок секогаш се случуваат, во 2024 година Република Македонија, оваа корумпирана влада, ќе ја задолжи за 1,2 милиарди евра. Државниот долг, заклучно со декември, изнесува 8,5 милиарди евра, со големи, огромни изгледи дека до крајот на оваа календарска година за да порасне до 9 милиарди евра. Овие и најавените над 1,2 милиарди евра нови долгови ќе значат дека оваа власт за 7 години успеала да ја задолжи Македонија повеќе отколку сите влади претходно. Значи, овие талентиве кои што владеат 7 години ја задолжиле Република Македонија повеќе отколку сите влади
од осамостојувањето на Република Македонија од 1990 до 2016. Огромна сума, близу половина од целиот буџет оди во социјални трансфери. Оваа расходна ставка со буџетот за 2024 година ја надминува психолошката граница од 2 милиарди евра и ќе тежи 2,6 милиарди евра, што е зголемување за 200 милиони евра во однос на буџетот за 2023 година. Факт што ги руши розовите лаги на власта и што директно укажува на тоа дека сиромаштијата непрекинато расте во овие 7 години. Како аргумент на овој факт го додавам тоа што 60 милиони евра повеќе се издвојуваат за помош на социјално погодените категории, слои на население кој непрекинато расте, како што кажав, во последните 7 години. Почитувани граѓани на Република Македонија, денес дебатираме и ги споредуваме концептите, двата концепти. Концептот на овие од власта, предводена од ДУИ и помалиот коалиционен партнер СДСМ, кој што граѓаните го нарекуваат концепт на розови очила, концепт на зголемување на даноците, концепт за крадење на парите од граѓаните, концепт за криминал и корупција, и нашиот концепт, предводен од ВМРО ДПМН, концептот на сузбивање на сивата економија, концептот на пониски даноци, намалени даноци и концепт на проекти, односно инвестиции кои што се реални и на реална основа ќе се почувствуваат на дол крок. Затоа, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија поднесовме заедно околу 250 или точно 250 амандмани со кои што, почитувани граѓани, за последен пат се обидовме да ги вразумиме овие од власта кои што 7 години ве лажат, ве крадат и дека да ги вразумиме колегите дека владиниот буџет треба да биде за вас, за граѓаните, а не за бизнис сделки исклучени на функционерите од власта. Овдека преку овие амандмани инсистиравме да се намали данокот на додадена вредност на храната, да се намали данокот на додадена вредност на електричната енергија, да се намали данокот на додадена вредност на огревното дрво, но поднесовме и амандман да се намали неколкократно зголемената акциза на горивото. И како што знаете, тие немаат слух за ова. Баравме исто така за студентите зголемување на субвенцијата за студентскиот оброк, но и за стипендиите. Исто така, во соработка со граѓанскиот сектор, поднесовме амандмани кои се однесуваат на мерки за намалувањето на аерозагадувањето, кое што мораме да признаеме дека е алармантно во овој период во државата. Поднесовме и низа амандмани кои се предлози на синдикатите, на стопанските комори, организациите на работодавачите, на потрошувачите, амандмани кои што се од суштинско значење за земјоделците, од невладините организации и така натаму. Во сите овие амандмани се водевме од приоритетите кои се потребни во нашата држава, а тоа е стимулирање на економијата преку капитални инвестиции кои што, за жал, во овој буџет и во овие изминати 6 години, во овие буџети во 6 години изминати, за жал, тие изостануваат, односно ги нема. Исто така, се водевме од приоритетите за помош на граѓаните во овие тешки моменти на криза и спречување на расипничкото трошење на парите од страна на оваа влада, на оваа власт. Почитувани граѓани, од Кавадарци, од Тиквешијата, од таму каде што доаѓам, 4 години, додека сум ваш пратеник, ги поднесувам овие исти амандмани кои што сега ќе ги набројам. Овие од власта немаат слух за Кавадарци, немаат слух за Тиквешијата. Реконструкција и изградба на регионалниот пат Кавадарци Неготино Демир Капија. Со тој експресен пат Кавадарци ќе биде поврзано на автопатското решение на автопатот Александар Македонски. Го отфрлија тој амандман.
Изградба на патниот правец Мајден-Пулјевац. Мајден-Пулјевац, истиот тој пат е нашето поврзување со Европската унија, односно со земја која што е членка на Европската унија, а тоа е нашиот јужен сосед Република Грција. Истиот овој амандман 4 години го одбиваат. Предложив амандман за бајпасирање на тешките товарни возила или тешкиот сообраќај од градот Кавадарци или проектот за обиколница на град Кавадарци од така нареченото место Маренски уши, Југокомерц до Витачево. Истиот овој амандман, да не повторувам, го одбија. Поднесов суштински амандман кој што е од исклучително важно значење за лозарите, а тоа е проектот за дестилерија, односно преработка на грозје во дестилат. Знаете, почитувани лозари од Тиквешијата, пред 2-3 години грозјето го земаа по 2 денари. Со изградба на овој капитален проект, објект, дестилерија, ќе се намали таа ваша неизвестност, односно вашата агонија ќе биде сведена на минимум или ќе го решиме проблемот со цената на грозјето и со откупот на така наречениот вишок на грозје. Затоа што при нереална цена или цена која што ќе биде под производната цена, тука ќе се јаве оваа дестилерија со откупот на грозјето, со цена која што е формирана по производната цена, за да можеме тогаш да ги натераме, да ги седниме големите винари да ја дадат вашата цена, односно производната цена, заедно со процентот кој што следува како ваш приход. Како не имам страм, почитувани кавадарчани, не дозволија, не одобрија средства во висина од 2,5 милиони денари за ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков, кој што целокупната кавадарешка јавност знае во каква состојба беше. Нашата општина, предводена од градоначалник и совет на ВМРО од ДПМН, ја презеде во сопствени раце. И сега, Бог дотациите кои што треба Министерството за образование да ги даде на овој дом, кој што е сега под општинско ниво, таа не најде начин, тие не најдоа начин за да ги трансферираат овие средства. Но ви уверувам дека истите овие 80 дечиња кои што учат и кои што престојуваат во овој ученички дом, нема да им фали ниту храна, ниту електрична енергија, домот ќе го реконструираме со сопствени пари и оваа работа нема да оставиме на оваа власт, затоа што нема пари за вас, учениците, но има пари за кражби и криминал. Исто така, Министерството за одбрана ги прифати и нејзина законска обврска е сите пожарникари да бидат на платен список под Министерството за одбрана. За жал, Кавадарци и Штип, само тие две општини ги плаќаме, односно ги плаќа општината од сопствен буџет и за овие нема средства за вас. Но ви уверувам, јавно од тука, од оваа говорница, ова е сигурно последното наше обраќање за буџетот, ви уверувам дека новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, посебно за Кавадарци, сите овие предлог амандмани кои што ги поднесов, ќе ги реализираме и ќе ја ставиме државата во ред во правилна насока кон развој и стабилизација. Благодарам.